Пукај бе бртачет. Само каблето да си го... Браво, бе. Ве наместено и здраво, не знам дали да почнам... Почни си бе? Здраво живо вие гледате дебели гикови. И како што гледате оваа епизода, повторно сам. Чекам да се стемни, за да искочам, воздух да ме фати, малку јас да прошетам, да поседам. Имаше една песна од Врчак, дур Марио отвара овде што треба да збориме. Ја накратко да ви кажам дека и оваа епизода немаме гостин. Значи ова е Чамче Муабети парт 2. Чамче Муабети со дебели гикови. Да, дечки, сами сме. Тука сме сами што го немаме ни Маци денеска. Да, Маци има, како се каже, диареја. По-културно кажано, да. столица. Иначе мене ако ме прашаш, ја ви кажал пролив, ама ајде. Може да поздравам ја Може, понеделник е 4 мај. спонзори, вака сега дечки. Да. Ја имам таа чест да ги на нашите спонзори, пријатели, најдобрите пријатели у свет што ги имаме, тоа се Goblin Games, да им честитаме на Goblin Games 25 години постоење, дечки. Или не знам како е. Алал да ви е, очекуваме некоја журка да направите за 25 годишнина. За 20 има. За 20 има, за 25 очекуваме уште појака да е. Гоблин иначе е најдобрата гиг продавница за Yu-Gi-Oh! Magic the Gathering карти, борд гейм игри, сложувалки, Funko Pop фигури и све останато што ви треба. После тоа идеме да ги поздравиме Bento Bloom Cakes, најдобрите мали мини тортички што се за 20 до 4. Може да се нарачаат онлайн Bento Bloom Cake на QR со скенирање на QR кодот доле. Нарачувате ги 3 до 4 дена од напред. После идеме да ги Base 42, да ги поздравиме Base 42 дечките што ни го даде овој простор за снимање. Се надевам у брза иднина дека уште нешто ќе има со Base 42, така stay tuned. Red Bull Македонија што не напива со Red Bull и секоја емисија како што може да видите фрижидерчето е пуно. И нормално, Fat Kitchen, Portal Skopje 3.3, така? Следната недела. 3.3 ќе се журкаме таму и игротека за големи, така беше, да. Да, за возрастни. За возрастни. Мислам дека у ЕПП ако имам оваа епизода, нема да ставиме ништо, ама официјална покана е ова следната недела, тоест вторник, 3.3. Запратете ги на Инстаграм за да дознаете локација и све као што треба. И Fat Kitchen, цаци оваа недела да имаме со што не почасти. Дури отвараш, сакам да кажам дека Base 42 конференцијата што ја правил What the Stack, картите се више пуштени во продажба, 50 евра е карта, нема VIP, нема ништо посебно, секој си е на ист лимит, како што е секој програмер у светот, така да одете на нивниот сајт, What the Stack и купете си карта. Не го пропуштите тоа, а ја ќе нема да го пропуштам Fat Kitchen да го поздравам со ова вели сочество од бургер. Ке кажав, цаци ми ја сгрешил маца нарачката, ама заборив дека нарачав Fat Pork во тортилја. Точно така. Моето е King Angus, by the way. Не знам да... Технички може да го отидат во Fat Kitchen да кажат... Може бе, може. Мислам дека може. Ама ако може. одите, кажете ради дебели гикови одите. Да. Сега ќе пробаме да не се намачкава. Мисля дека е маца помало у тортилја. Кај цаци ништо не е мало. Цаци ништо не е мало. Че ја да го отворам, ти ќе го изедеш. Јади си. Ја тука си го отварам, не се секи. Ја го пробав ова. Супер комбинација, така да... Ден сам фетка? Ајде, не го ако многу. Или сакаш да кажеш нешто у врска со... Да, сакам да кажам дека тоа. Улепче, мисля дека у тортилја поише ќе ми се свија, ама и улепче е убаво, ама и тортилја е убаво. Сам мислио вкуса, ама да, ама ЕПП. Цаци, љубави, да бев геј со цаци ќе се женев. Ама не си. Ама нешто.
А ни цаци не ја. Цаци не, така да. Ништо, цаци пак те Ти сакам, брат. пропадна за бизнисот, брат. Пак си го сакам цаци. Да. Морам да признам, Кринкалов ми е многу поубав од оригиналот. На, Само почна топе. зачинат. Да. Убав е и тој миксаниот што го правиш, ама тој ми е многу јак, брат. Тој ми е... Тоа е за меза, брат. Има срцев удар ми е тој некога. Тоа е за со пиво, за со меза, тоа е бомбано. Да. Екипа, се прашувате што прави пред нас лаптопов? Сега ќе ви кажеме. Покојниот Стив Џобс. Да. Решивме да гледаме и да коментираме трейлери. Добро, нема да ги гледаме сите. Добро. Генерално ќе ги коментираме Ќе само. направиме една рекапитулација на нешто ново што е искочено. Оние прв пат да имаме целосно сценарио. Што е капчето? Не знам, брат, од Австралија, од Вујко ми е. Шалија. Појма нямам што е. Од Анкл од Австралија. Нешто, со vegetables, е? Така, Eat your vegetables. појма нямам. На мубо. Ама тракерско е. А? Као тракерско, као камионџиско е. Ако е. Па тоа е. Поздрав за Дарко Влогс. Да. Да почнеме одма, да не ги задржуваме. Ајде. Ќе почнеме на прво на листа го имаме Spider-Man Noir, новата серија која што не доаѓа од Disney, ама доаѓа од Sony и Amazon. Не гледаш, ја тоа не го знам дека Тоа ја го дознав преска. не е од Дизни. Да, и да тоа преска го дознав. Sony ги дадоа правата само на Spider-Man на Дизни или шо или Дизни ги купија скроз, дека малце сум збунет сега. Знам дека Дизни ги има, тоест Марвел ги има правата на Spider-Man, ма како им дозволиле на Sony да го прават ова или како паралелно нешто? Не знам. Spider-Man Noir е доаѓа до универзумот на Spider-Verse, Добро. од најдобрите анимирани филмови ever made. Добро, не се најдобри, ама као топ 10 ever made. И овој Spider-Man Noir, кој што иста улога, нели, со Николас Кейдж, е играна играна серија што доаѓа од анимацијата. Тоа ми се допаѓа што го задржа Николас Кейдж да биде Spider-Man Noir. Истиот глас е? Да, мислам исто. Извини, сад, ждрик ми едба сад се. Николас Кейдж беше гласот во Spider-Verse и е истиот актер во Spider-Man Noir и многу ми се свија што ќе имаш два начини да гледаш, црно-бела боја. Ќе се емитува на Amazon. Кој ќе го гледа у боја? Не, црно-бела, само микрофонот да Да, Црно-бела. Кој ќе... Ноаре црно-бел, брати, Да. уцртанот е црно-бел. Кој ќе го гледа у боја, стварно не ми е... Може, не викам не, да... Ја ако ја гледам, ќе гледам у црно-бел. Може да пуштам у боја нешто да видам, ама цела црно-бела ќе ја гледам, брат, па не знам шо да е. Само ќе ја пуштам првата епизода, ќе пробам да ја догледам до крај у боја, само да видам што е разликата. Ама црно-бел. Мене Снайдер врз поише ми се допаѓа црно-бел. Ја не сум гледал. Многу е добро. Ќе го гледам, тоа ми е... Тоа е страшно добро направено. Тоа ми е кога ќе имам тропојке време. Тропој, пошто 4 сати е. Да. Ја седнам и на рад да го изгледам пак од црно-бела. Да. Серијата искача на крај на мај, нешто 27 мислам дека беше мај. Тоа сега бе тоа бе. Уште малце. За некој месец. Да. Значи, сега сме, мислам, кога искача епизода е више крај на февруари, ние снимаме на средина, мене вака ми помина февруари. А јануари беше... Па 2 месеци. Јануари беше 2 месеци, овој брзо ми помина. Трейлерот е многу интересен. Интересен е пошто ништо не прикажува, мислам ништо. Прикажуваат повеќе работи, ама нака бейзик не е ништо. Посебно мене многу ми се свија. У боја не го гледав. Трейлерот у боја го немам ни гледано, само црно-белиот. Мислам дека да, Black and White ми е ставен тука. Не мора да го пуштаме за да поминеме побрзо. И ќе се емитува на Amazon Prime на сервисот. Македонија не знам никој што плаќа Amazon Prime. Дури ни тие што Star Trek гледаат, не знам дали плаќаат на Amazon Prime. Ја Netflix, ама чекај, чиме нас, ама со Amazon Prime, добро, ништо. А и Sony имаат сервис. Sony има да, ама не може кај нас да се активира. Да? Не знам. Да. Не, мислев дека некои од Sony ги даваат на HBO. Да. И овде се збунив, мислев дека ќе го даваат на HBO, ама очигледно нема го даваат, чиме на Amazon Prime ќе си тера само на Amazon. Пребарав, пишуваше дека на Disney Plus нема да го има.
Не знам дали уидина би го имам, мислам дека би било Amazon Prime ексклузива. Ќе се гледа. Не знам. Гледај, Мислам дека 6, не 10, не знам колку епизоди ќе има. знаејќи Дизни шо направија со универзум, Дизни па извините. Оба Сони. Шо направија со универзумот на Спајдермен? Ека направија каша попара, ека направија све живо и диво и на крај ништо. Технички тој кај што имаше непријатели, тој го завршија. Да бе, да, со Мадам Веб, со Морбиус, со Крейвенли, како... Тој уште Тоа се све катастрофа филмови, човече. Кревен е последен од тој универзумче. Мада ништо не требаше да ги спојат на крај сите, според некоја логика, на крај ништо не испадна и Веном е од таму. Веном е те некако се извади на стаклени нозе, мада и тука има утки баги. Само првиот. Така да... Третиот не сум И хајпнат сум, и не сум хајпнат за ова, ќе го гледам, ама не знам дали ќе биде добро, така да ќе видиме со тек на време. Која ќе искочи, која ќе изгледаме, ќе дадам ја конечна оценка дали ми се сиѓа или не ми се сиѓа. Спајдермен ја го викам Ноир. Ноире. Ноире. Кога спомнав Веном, знаеш дека не се сеќавам на третиот дел? Третиот дел беше Знам дека беше меѓу нешто моето- со ракети, со повише такви, мислам со симбиоти, со чуда, не може. Што се хајпна тој кралот на симби. Ја го немам гледам за третиот дел. Не знам ни ја дали го. Ама се хајпна Го имам, да. сите као за тој. И на крај искочи дека тој само 20 секунди го имал цел филм. И така. Тој технички е многу јако бата у Марвел, пошто е крал на симбиотите, најсилниот и најтешкиот непријател на Веном е Нул, така се га Кнул. Кнул. Има многу јака прича со Веном 2020 и не знам која година излегува Веном ни добри стрипови. Препорачувам да се читаат. Кај што Веном у тие стрипови Веном станува најакиот Марвел карактер што не е онака како се тоа, да не е универзум, да не знам што, туку да е најак карактер, пошто ги добива моките од од Силвер Сърфер и нешто со Тор, тука нешто се спојуваат и сите Како баш ми да, тие се добри. ќе го Малце се раздам долгички, тоа. малце повише траат, ама тоа е добра прича за читање. И сите се хајпнаа ради него, пошто таму се појавува Кнул у тие стрипови со Еди Брук, со Сидму, со сите ствари. Нема веќе да продолжиме. One Piece сезона 2 трейлер. Чекај, со Спајдермен тоа ќе видиме Да. кога ќе искочи, ќе го коментираме, ќе кажеме, ама Сигурно ќе се гледа. гледај, ја би дал од 1 до 10, ја некоја 7,5-8 моја проценка уште од сега, тоа би било. Поише не верувам дека ќе биде, така да Не, добро изгледа, пошто знаеш, имаше момент на нема Моки, на почеток е Джандар, па после станува детектив, извини. Извини, тоа го заборев да го кажеме. Во трейлерот му се обраќаат со Бен. Да. Дали тоа значи дека он е уствари чичко му на Питер Паркер? Па да, Питер Паркер, предпоставам дека ќе го видиме у последната епизода као здраво, како детенце ќе го видиме и Ќе опуштиме ова. го има тука, знам, гледав и Сендмен го има и Електро и такви работи. Така да, не, ова си е посебен универзум, што си е за не, ја гледај, ако се покаже као добро, ја предпоставам дека Ова, Ќе ова на крај. продужат. Ќе го видиме што да кажеме освен тоа, видеќемо, ќе правиме муабет кога ќе искочи. Поишти One Piece сезона 2 трейлер. Втора ствар, One Piece сезона 2, ајде, ова, Како Мари, ова, твој дел е овде. како мега гига хипер дупер шипер фан на One Piece. За првата сезона бев голем скептик дека ова нема ич да ми се свија, пошто бев како може One Piece да се направи добро играна серија.
И всушност првата сезона е една од најдобрите работи што ги имам. Првата сезона е партали. Партали. Јас знам. Значи чим на Јане се свиѓаше, што не е ни не ни знаеше One Piece. Да. Значи првата сезона партал. Почнав да ја гледам на пат кон Литванија, на аеродром изгледа две епизоди и бев као фак, неам интернет да ги догледам после епизодите и чекав да слетам во Литванија за да можам да ја догледам. Многу се убрзани, нормално, пошто сепак One Piece има преку 1000 чаптери и уште не знам, уште барем минимум 3-4 години ќе трае мангата и целата приказна. Сега ќе почнат од ново, па не знам што, па глуп, сам као скратена верзија, небитно. Чеј моца. Ајде, Едно прашање, чим си може овде? две. Првата сезона беше од прва епизода до 100-та? Од мангите? Чаптер, Така? чаптер. Добро, чаптери. Вторава сезона е од 100-та до која? Не сум сигурен. 400? Не знам, не ги знам точно број, ама е пред почеток на едно што се вика Алабаста. Алабаста ти е инспирација од Египет, каде што е еден од најдобрите приказни, односно би требало да заврши со тргањето на кај Алабаста, но главниот фокус ќе се случува во Драм Кингдом, се вика едно место, каде што на крај ќе го видиш еден дечко со голема уста како пука со топови. Ова е кит. Само извини, врати малце. Стопирај кај джиновите. Ово е лево. Добро, чека да малце Да. дечки. Марио да ми објасни. Да. Ово е лево, знаеш Добро. како се вика? Како? Броги. Броги, Тоа така, е Броги. тоа е Броги. Тоа ми е инспирацијата. Тоа е Броги. Тоа е инспирацијата Броги. Не знам колку е така нешто, 300 чаптери, можеби 200. Ама нешто така е. Малце поише чаптери од првата сезона има. Не ли мислиш дека малце со тоа ја убрзуваат? Да, многу, многу. И дали мислиш дека ова ќе трае уште сезона 2 и после тоа ќе немат више од кај да падат? Не, има доста материјал. Главна причина е што многу голем број од арковите, односно најспецифично ги кажеме островите кај што се случуваат одредени дела, траат по 100 и преку 100 чаптери. Во првата сезона имаше неколку аркови кои што влегаа во тие неколку епизоди. У вторава исто има со два прсти можеш. Да, ја убрзуваат, ама не знам како квалитетно е. Мислам дека Не, мене прашањето ми беше дали ќе има доволно епизоди да. за да истерат ова е втора сезона, да истерат, не знам, 5 Да. сезони, 6. Има. Има? Имаше многу пред нив. Као не знам, не би претерал, ама до сега ако одат по толку, ја мислам дека 10 сезони комотно може да ги направат. Значи, што е муабетот? Манки Ди Луфи е во потрака по One Piece, така? Тоа е најголемото богатство за пиратите што можат да го најдат. Кој ќе го најде тоа богатство, станува Мадафакар у пирати. кралот на пиратите. Е, така. И сега, секоја арка, ја предпоставам дека секоја сезона ќе биде слетување на една арка, слетување. Ќе се одвива во една арка. Арка у македонски превод е Остров, не остров. не, као дел. Аха. Као дел, не е острово, туку е поише, не знам, самурај арк, зоо арк, Шо ќе Вано арк. Да речеме самурај арк ќе биде све со самураи, со Да. такви ствари. Зоо арк ќе биде поише со животни, со тоа. Сега ова е која арка? па малце поише Драма Ајленд се вика. И они цело време ствари се во потрага по тоа One Piece. Дали ти знаеш, ти сиче, дали Манки Ди Луфи ќе најде тој дел А види, до сега? не е најден уште, после 20 и колку години, после 29 години се уште не знаеме што е One Piece. Какво е тоа богатство и што ќе биде. Технички протагонистот треба да го најде.
пошто да биде хепи. Мислам да биде убава приказната, ама не знам дали ќе го најдам. Би требало да го најдам. Ја мислам дека ќе се отиде на многу јак ниво за па и да не го најдам, ама ќе видиме. Но како почнува, само секунда извини да докажам, како е почнато сега кај што е мангата во периодот кога снимаме, станува малку посериозна причата. Дали мислиш дека ќе се деси тоа што се деси на почетокот со One Piece, дека ќе фатат на крај скроз Monkey D. Luffy, дека он така уствари почна серијата со кога го фатија еден пират и го стави и он го кажа тоа за One Piece, кој ќе го најде One Piece, ќе стане, ќе биде. Уствари он го сокрил тоа? Не знаеме. Аха. Не, вака. Дали мислиш дека ќе заврши така? Не, вака. Пред Monkey D. Luffy, моменталниот крал на пиратите кој што е мртов више долги години, е Голди Роџер, кој што го има најдено The One Piece, кој што има станато кралот на пиратите, ама не е кажано како го нашо, што го нашо, едно друго, пошто не е уште убаво објаснето за да можам да кажам, пошто после 29 години се уште не знаеме ништо. Али да, мислам дека ќе стане. Добро. Уиднина. Добро. Предобра серија, сакам од трета сезона кога ќе прават, пошто ќе имаат материјал за премногу, сакам многу побрзо да ги вадат, пошто ова е... Да, ова реално 4 години колку? им требаше поише време за да ја направат. Ја мислам дека не очекува Не треба, понс. толкава гледаност и ради тоа се издолжи целата работа. Ја мислам дека третата сезона би требало да ја гледаме за година-две. Да. Знам дека симултано се снима. Па значи за година, 27-ма ќе 26-та ќе ова, 27-ма ја предпоставам ќе ја гледаме трета сезона. И многу ми се свиеше што беа по пола сат, така? Да, кратки се. И По убави се. пола сат, тоа ми е врв време трајање на епизод. Знаеш, едно време ги мислев тие саат време Game of Thrones кој искочи по саат време и топ, знаеш, приказна цел. Ама сега не можам, сега си уморен брат од тие саат време епизода. Мандалоријан ми е топ, 30 минути, одлично. One Piece, топ, 30 минути, одлично. Други не, мислам и дека ради тоа ја престанав да гледам серии, брат. Да. Многу ми се долги, не можам то заспивам, брат. Едноставно. Супер, ама не воза доволно. Не воза доволно. Да, многу има, не, ја ги сакам бам, брзо, ајде со здравје, сега, дали ти мислиш дека татко ми е во другата соба? Чекај да размислам. Ајде сега да идеме да го прашаме Во која одној соба што е онаму, Не, во која соба рече? во другата. Мислиш ли? Не. Сигурен ли си дека е во другата? А може да и во третата. Не. Чекај да размислиме. Не можам, брат. Ништо, Многу ми е почекај. Јас ќе станам, сакаш ли? Многу ми е спорот. Да, јасно. Фан факт за One Piece серијата, имала многу обиди и порано да се направише пред 10 години, али авторот Eiichiro Oda, кој што ми е the best, најбољи автор ever, не им ја дал на луѓе да ја прават, пошто немал доверба. Само овој тим на кој што моментално работат у Netflix, немаш тука видео. Само овој тим кој што работи у Netflix моментално им ја дал довербата дека може да направат добра One Piece серија и не да можат. И тоа е тоа. Идеме со следната вест, тоа е дека Джейсон Мамоа ќе биде главен лик? Би требало. Би требало да е главен лик во Helldivers филмот. Значи, ја најискрено мислев дека филмов ќе го откажат. Не знам зашо, мислев дека ќе го откажат. Но, прибидејќи имам 250 сати на Helldivers, можеш ти секој да го ставиш да е глумец во Helldivers. Слободно, дека со кацига е, ќе ја вадат кацигата, не дека нема да ја вадат, у играта не ја вадат, ама мислам дека ќе ја вадат, кога ќе бидат на бродот, на шипот, горе, ќе ги вадат и ќе видиме дека е Мамоа. Мислам дека треба да му дадат и улога на дечкото што е во интрото на Helldivers.
не знам како се вика, Него не знам. на него треба да му дадат улога, дека тој кој тој вика this look familiar. Тој Сигурно ќе го има, сигурно тоа ќе го има. Као камео? Па може, Да. може, да. Може па и он со Мамоа да се еден до друг. Спомна секој Ја- може да биде Хелдайвер, ама замисли го Мамоа, брат. Мамоа. Ја мислам дека цел филм ќе биде без каци. Не, нема. Само знаеш зашо бре? Ќе задира и да пука. Знаеш дека ќе му стои да е Не да му дайвер? стои, не да му стои, он е д Ја, дайвер. знаеш како ја Hell Divers би направил 4 филма од старт можам да направам. Еден да е само со бубачки, Добро. еден да е само со роботи, еден да е со илуминати и еден да е со сите. Уште им е идеја. Сакам да се хајпам за филмов, од друга страна се резервирам да не усерат. Не, бе, брат, комедија ќе биде ќе се зебам. Не, гледај, тоа ми дава Ако го прават озбилен, мадеш не може да го прават Не може. озбилен, дека самата игра има и смешни моменти. Така да, а тоа па пали сега кај народ, знаеш, гледаш ти акција све, ама и да има нешто хикири какара, некои смешки. Ја мислам дека како се каже Џастин или да, Џастин Лин, кој ќе биде режисер на филмов и е режисер на скоро сите Fast and Furious филмови. Мислам дека знае у какво вуки време живееме. И им вика, дечки, биете колку сакате вуки, ја ќе ви го направам најмрдатиот филм. И мислам дека многу повеќе ќе помине нормално ќе го критикуваат на Твитер и на Митер и вуки луѓе, ама овој филм мислам дека многу ќе помине као само ве молам никој да не го сваќа сериозно, пошто ако го сваќаш Не е сериозен филм, играта не е сериозна, Така да. брат. Нема, ја кажав, имам знамето на Супер Р, ќе оставам на еден јарбол и со знамето ќе влез, значи жими се Cineplex, ако гледате, рачунајте ќе имате знаме на премиера, овака ќе овеам, доле на вакво, да се знае. Ја би сега друг предвид да пуштам, Кажи. да направиме ние премиера. Ке дозвола Cineplex, ние да направиме. Као со работка, не да те Да, нешто така. Као што прави Давид премиери. Аха, може бе? Па може, да, ке направиме нешто. Хелдайвер немаме видено кај нас, само Полска видовме неколку. На, гледај. Од стар За- знам колку души ќе дојдат како Хелдайвери. Ти, Не, Фиджи, ја Крапверк. Ја ќе нема Со да кој играш сум таму? да сум облечен као дайвер. Дека немам брат ја Бе, облека. мајчка само, мајчка. За мајчка имам. Бе, ки испринта кире, бе, шлемови ки испринта. Ама брат, многу се делови тоа. Знам. Тука. Не, бе, шлем ти кажам, шлем знам. За шлем не знам. Може и ќе си купам. Кире. Која треба да ја искачу ствари за филм? Нема дата. Мислам дека 27 27, ама нема дата. Да, ама ноември, 27. 27 Може ноември, би. така да 27, не уствари. Ноември 27 до. Ја мислам И значи уште една ствар дур сме кај дайвериве. Мекфарлен Добро, да. направија соработка со Hell Divers, има више фигури. Ќе си купам таа класичната што е фигура црно со жолто. Ја лалда име брат. Лалда име од каква игра све што изнаправија на дечките стварно лалда име. Ти имаше predictions ќе кажам на англиски дека таа игра ќе умре за брзо. Ама очигледно се игра уште брат и, Да, добро. и уште ќе се игра. Добре. Филмов ќе спаси уште повеќе. Плюс брат, ако ти текно едно време кога бев као хајпнат, леле, илуминатите ја нападна као супер, треба да ја браниме. Сега тоа истото се дешава, ама со роботи. И сега па идеме со роботите да се тепаме. Не е исто као Идеме. не е исто као со ова птенни влегува у Супер Арт. Не може така. Ја одбранивме Супер Арт
Идеме дале да се тепаме со бубачки, со роботи, со илуминати и со све. Поздравија екипата на Kraftwerk серверот. Да, поздрав до дечките на серверов на Kraftwerk на Discord. Кој играте таму? Ти Kraftwerk, Fiji игра знам. Не, ги имам доста што играат, со шефот играв Браво. вчера или завчера. Те видов у војс кој да го беше. Да, игравме. Така не знам уште кој игра. Ама ми се свија што екипа има двајца, тројца, четворица се склопуваме и дајваме. Си пуцаме. Идеме на тен 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 терен тен не тен тен Супер Марио двојка, a.k.a. Супер Марио Галакси, анимиран филм. Мајко мила, првиот дел што направи? Првиот дел беше Официјално се уште филм со, мислам, филм игра адаптација со најголема заработка. Морам да направам поздрав до Бобо од ГГ, кој што цела ГГ екипа со други луѓе отидовме на премиера. У првите 15 минути Бобо зима начос со сите 3 црвени сосови. Тоа му е стандард. Не, начос голем со 3 црвени сосови и голема кокова зеро, тоа му е стандард кога оди во кино. И ова го прави на првите 15 минути. Зима начос, морам да го покажам. Зима начос и појака паѓа. Носеше жут дуксер носеше. Црвеното рака му се разлија и го немаше едно 90% од филмот што увеца го триеше. Јас сум на него, место не го триам, брат. Не, ја ќе би го шмукнал. Ќе соблечам и ќе го оставам, брат. Дома ќе остридам, ќе го правам. Бо е пица за маца за такви работи, за тоа? Добро, сега си има, гледај. Човекот си сака да се изгледа фино. И го пробужи цел филм, мислам дека после 2 дена пак отиде у кино сам да го гледа. Првиот дел беше врв, значи на деца мои мислам дека им е еден од омилените филмови, мислам дека со првиот дел деца мои дозна за Марин знаеше за Марио, ама не ги знаеше ја не ги знаев карактерите Марио. Многу се, ама да. Нема везе. И со првиот дел ги запозна, сега знаат кој е Јоши, знаат кој е принцезата, како се каже? Пич. Пич бе, Пич. Праска. Знаат кој е Баузер, печурката па заборев како си. Вториот дел мислам дека ќе биде многу боле затоа што више имаат основа, знаат очигледно што прават, а и у најава е Зелда исто од Nintendo. Ама играна тој. И игран ќе биде? Мислам дека ќе прават и анимиран, ама ќе прават и игран. Игран Дали принцезава на крај е друга принцеза или иставата? У Супер Марио светот има премногу принцези. Може би не е премногу, може би 9 беше точно. Оваа плавава сега со шишката, се вика Розалина. И е малце појака фацка од Пич. Добро, Пич не е некоја фацка, да Да. кажеш и јака, така да. Сме спасувале сите како деца. Абе, Тоа ни е добро, тоа прва- дека е тоа ни е принцеза. Тоа ни е прва геймерска љубов. Има многу принцези, една Дарси, се да не ги сгрешам стварно, Дарси или Дорси или нешто така. Уште само да кажам за премиерата на првиот дел. Отидовме премиера и имаше детски роденден у Cineplex. Имаше, но мислам дека ако не се лажам, но 25 деца. Сите 25 деца со пуканки, со начоси, со едно со друго. Јака им душа на луѓето што работеа у Cineplex како чиста гигиеничари. Брат, ама не бело беше, знаеш што е бело? У Cineplex е црно доле. На. Овде беше бело и жуто, брат. Кај ке згази. Значи јака им душа. И сите ги знаеа, сите се дера Марио! И пуканките, Луиджи! Значи пуканки лета, ние дори филмот него ни гледавме, само пуканки гледавме и начоси како лета. Чекај, ово е доктор Марио со чиме бело, не? Не. Само фаера. Знаеш дека уште овој ми фали Марио со бело капче ми фали од Киндер и офишал ки имам сите, значи екипа, ве молам, ако некој го има. Белиот Марио. Супер, белиот Марио што се паѓа у Киндер сега, ја обичниот го имам 3 пати.
Ќе ви ги давам сите три, ако го нема белиот ми треба на големиот син му ги ставам на ранец. И бро. Ги има звездата Јоши Жолт го има, Марио, Луиджи, сите ги има, освен белиот Марио му фали. Ако го има некој дупликат или нешто, call me. Тој што лапа цвеќиња за да има моки од оган. Јоши Мато. Не, кој ше? Хамато Јоши. Поздрав до Хамато Јоши. Првиот е многу добар. Значи го покажа и кажи го Донки Конг, Марио Карт покажа како се трка. Донки Конг ќе има филм, бе, мислам. И има, да. Цртан, така, да. И тоа е многу како се каже Стеф, што збрава? Сет Роган. Сет Роган, значи многу ми е смешно. Сите се враќаат оригиналната екипа што беа voice актери со Крис Прат, со останата екипа. Не знам кој беше Луиджи, само заборев. Не можам да сетам. Првиот дел е многу убав и нешто демек на почеток пробаа ти раскажат као origin story, ама фаќаш дека таман си беше. Нема origin story, ама нема ти треба origin story. У трейлерот вториот гледам дека има некој origin story како ги наоѓаат како бебиња Марио и Луиджи во тој светот на пичурките. Али Galaxy за мене искрено е најдобрата Супер Марио игра некогаш направена, чекај само докажам ќе идеме после натега. Е најдобре, тоест двете најдобри Супер Марио игри некогаш направени. Астробот зима голема инспирација од тие две игри, специфично со галаксиите, моментот од дењето од свет на свет. Односно Астробот зима најголеми инспирации од Galaxy од Sunshine, со тоа пукањето кога леташ, кога скокаш. Филмов ќе доминира буквално кај секоја публика, пошто Марио е најпознатиот гейминг лик, као што Супермен е најпознатиот карактер во свет. Знаеш дека Супермен у свет е попознат од Исус? Имаше на таква статистика. Што звучи? Супермен, се не знам дали уште важи таа статистика, ама едно време Супермен беше попознат у свет од Исус. Као ако Исус беше на второ место, Супермен беше на прво место. Браво. Да. Не знам уште значи, дали нема кој не го знае Супермен. Да, да. Тоа е најак е, брат. Нема појак херој од него. Не, и не само што најак, туку најбезик е. Што сакаш да бидеш? Сакам супер да бидам, сакам супер човек да бидам. Најбрз е. Да. Куршум не го бие, не го сече сабја. Да. Пушта ласер од очите, брат, лета. Може да замрз све што ќе се што мислиш. Ти гледаш оние? You name it, he got it, брат. Ти гледаш тие оние стари на Супермен цртани од што се думасти? Да. It's a bird. It's a plane. It's Superman. Faster than speeding bullet, faster than a train, како беше. Тие беа многу more powerful than a locomotive. Да. Тие беа многу, тој беше многу. Гарипа. Тој на Ајда мислам го дава и на Мрата едно време. На Мрата го дава, ама мислам дека и на Ајда едно време го. Ама не ја дава цела сезона. Не, неколку епизоди беа. Не, на две епизоди тоа беа. Откажаниот филм на Teenage Mutant Ninja Turtles за Лес Ронин требало да биде некое продолжение од филмовите од 90-ти, бидејќи ќе се вратила актерката Джудит Хог, Ама откажана. Како Април О'Нил, да. Го откажа филмот, за жал ја откажа играта. Ако. И откажа. Тоа ќе беше многу добро. Стриповите, знам ти ги сакаш, омилените се. Боле да ги откажат, него ли да направат срање, брат. Да. Ја тоа, ако не биле сигурни, па дали ќе пројде, па дај да го направиме вака, па дај да го направиме онака, па дај ова да. Боле откажи го, нека остане за некој што има боле сценарио, да го направи боле. Пуст за тоа треба многу даркерски да е тој. Тој треба да е, брат, мрачен, треба да има одмазда у филмот. Не треба да крви што да летаа. Ninja, rap, ninja. Go ninja, go ninja, go ninja, go. Немаш така, треба да е сериозен филм, брат. Јавам, окей, браво. Да. Мислам дека треба анимиран да се направи. И мислам дека анимираниот ќе биде многу боле од било кој друг филм. Не би стајал, тоест, гледа, има некоја логика истата глумица да се враќа као April O'Neil, дека у стриповите April O'Neil е стара, така да може некако да има некоја
Супер им била идејата, не викам не. Маските, брат, ако пак ги ставиш тие истите маски, нема за фркаве, брат. Мада е култни се тие филмови. Но, Меган Фокс не ја враќаат? Меган Фокс Не е убава знам беше. ни зашо ја ставија да Тоа е добро, ама убава ајде. беше, тогаш теа не е. Не бе, окей, ама Да, шо чудно, не, знам? чудна беше така. Како беше причата? Порано ги имав желките, па потоа ги изгубив. За играните филмови тие поновите. Тие ич не ми се свиѓаа. Не бе, која Добро, чукаато... добро, тоа е. Не, зборам за целата прича, таквите смешни моменти Не, добро, гледај, абе, мене ми се свиѓаат тие, шо знам? Окей, не ми се свиѓаат нешто вау. Окей ми беа, ми се свиѓаше тоа што пример у овие у 90-тите имаше некои негативци на почетокот што ја појма нема в кој се брат тие такви едни. Ги нема Rocksteady и Bebop у старите, У вториот дел ги има. у старите. У старите збориш, У старите ги нема. Овде ги има. Ми се свиѓа тоа што Rocksteady и Bebop ги ставија. Шо да кажам, не знам. Ќе ви ова убаво што ја откажале, ако немале идеја што да прават, убаво што откажале, ќе се надеваме на боле времена каде што ќе имаме асално сценарио и добар филм за нинџа желки. Ти знам дека и диорама имаше од ова, така? Фигурата ја имам ја дома, кумот ми направи диорама, така да чекам да си направам мој простор за да си ставам и диорамата и све да си биде. У прва сезона фигурата колку пати не падна, но 4 Не, пати за Бетменот беше што не паѓаше. Не, еднаш нинџа желката еднаш падна. Еднаш може, ама Бетменот не падна, знам, цело време. Више кога искача епизода, излезена и последната епизода од моментално најдобрата серија што е активна, но више завршена, A Night of the Seven Kingdoms, која што Добра ли е бе, брат? која што е приквел на Game of Thrones, приказната и е измеѓу House of the Dragon и Game of Thrones. Чекај, од први ден, хронолошки. House of the Dragon, House of the Dragon, Night of the Night Seven of, Kingdoms. of the Seven Kingdom, па Game of Thrones. House of the Dragon е негде 300 години пред Game of Thrones, ова е 100 години пред Game of Thrones. Аха, добро. И според статистики на IMDb, сите епизоди се подобро рангирани од сите епизоди од House of the Dragon и голем дел од епизодите до четврта више од која снима, односно не, и пета излезена, ама не ја гледав, ама ќе ја спомнеме до четврта епизода се подобро рангирани од многу други Game of Thrones епизоди. Да, во превод да, многу е добра. Не се долги епизодите, не се по саат типо. 45 минути. 40 минути се, да. Ја раскажува приказната за Duncan the Tall и јајце, односно Egg, кој што, ајде да не направам спойлер, зашто се вика Egg. Нека е келјав. Да, не е ради тоа, ама нема везе. Многу добра прича, каде што многу е, како да кажам, не е толку, многу е фантази елемент има у незе. Го има ли тој вајб на Game of Thrones? Не, Не? не, ама е друг вајб, по лајт е малце. Аха. По лајт. Game of Thrones е многу мрачна. Сега. The winter is coming. The winter is coming. У другата просторија, таму се кријат. Не, овде е као, топ, ајде, ќе се бориме, ајде брач, ајде. Она многу побрзо е некако и посветло е и поише по-лајт приказна е. Не, Ја ни втора сезон од House of Dragon ја немам. не, ја не гледав тоа. Не може, не ми се гледаше искрено. Мене ми се гледаше, ама нема време. Ова може да ја почнам. 6 епизоди се. Па добро, може да ја почнам да ја гледам. Добре, ќе се свија. Прошо, знаеш што е развита? Game of Thrones и House of Dragon цело време се фокусираат на кралевите, на главните карактери. У целата приказна, не знам, Targaryens, не знам, едно друго. Овде се фокусира на дечко кој што е 3 метра, тоест 2 метра висок и сака да биде витез, најт. Аха. И целата му е да стане, односно не, да го одмазди човекот кој што му е бил учител на некој начин. Добро. И, Да го одмазди, да. Сите го имаат заборавено дека бил најт, овој да докаже дека стварно бил вистински најт.
односно Витез. И тука има сплетки како што значи тоа of the Seven Kingdoms. Има еден интересен трајал, како е на македонски трајал? Борба? Борба, ама да, борба. Trial of the Seven се вика и Извини. Хечки пауза, морам да идам кај што царот оди пешки. кај се шарат идеш. Се враќаме за брзо, нема да биде ова, ќе катнеме. Чекај бе, ќе докажам или ти, само па после ќе катнеме. И има трајал што се вика Trial of the Seven, иако целата, односно не бе, чекај бе. Епепе. Одајата. Царот се врати. Царо се врате. Се врати царо. Night of the Seven Kingdoms е всушност нормално дело на Жорџ Р.Р. Мартин, кој што е нели автор на сите на тој универзум односно. И целата приказна е извадена од 3 книги кои што ги прочитам за да не ги сгрешам. Книгите се The Hedge Knight што е од 98, The Swarm Sword од 2003 и Mystery Knight која е од не знам која година, пошто се заборав да допишам. И всушност сите 3 книги во 2015 стануваат попознати како The Adventures of Duncan and Egg или авантурите на Duncan и Egg. Аха, не се вика The Knights of the Seven Kingdoms, книгата, или? Тоа е делото, ама поише книги има, но као The Song of Ice and Fire. Не, извини, ја се извршам. Книгата, трите дела заедно се викаат Night of the Seven Kingdoms, ама целата приказна се вика како авантурите на Duncan и Egg. Да бе, да, као раскажува Game of приказната, Thrones што има Song of Ice and Fire. Song of Шо е ова сметки? Дај покажи на камера да ќе сканираат. Ево, го кријам. Че само джеб. Што ги раскажува нивните авантури. Мислам дека прва сезона ја опфаќа само, мислам дека дел, не ја ни опфаќа ни цела книга од The Hedge Knight. Сигурно ќе има и поише сезони, а ако викаш дека е толку добра. Да, значи многу на IMDb доминира буквално. И ти предлагам да ја гледаш. Онака релаксирачка, уживанција. А па ќе ја гледам. Да. Не, ја и HBO имам дома. Има многу. Знаеш што се нервирам? Што на HBO мислам дека не пишуваат која епизода е. Пишуваат. Пишуваат? Ја имам HBO, само HBO плаќам. Специфично само за серијата, све си пишува. Добро. На GameFest правевме интервју со извршниот директор на HBO Adria. Да. Баш со него ја зборевме Night of the Seven Kingdoms, уште не беше излезена тогаш. Он имаше излезена само првата или втората епизода и уште тогаш не кажа дека е добра. Од тогаш почна да плаќам HBO, пошто Чекај малце, што се деси со HBO и со Netflix? Со уште, Netflix да. и со Warner Bros. Да, уште е Уште ги бројат парите? да. Не, уште не се официјално, као готово ја купуваме, пошто има уште простор некој поголем да дојде ги купи. Paramount им дадоа на Warner Bros многу повеќе пари, ама ја ги одбија. Да. Долги години ќе трае оваа процедура, уште не е официјално дека кој беше кој требаше кого да купи? Netflix да го купи Warner Так, Bros. уште не е официјално дека ќе биде Netflix, може и Paramount да ги купи Warner Bros, може и многу други, може и сосема четврт да дојде да го направи тоа. Disney, замисли Disney да ги купат Warner Bros, брат. Па тоа ќе се деси најголемиот хаос на во светот. Долги години ќе поминат дури се оформи ова, се уште нема ништо да се деси. Проблематиката во се во ова е IRS и другите у Америка што се, не знам, за даноци, за плаќање адвокати и чуда, затоа уште на пример не се исплатени парите од Microsoft што ги купи Activision Blizzard, пошто тоа кошташе 69 милиарди и ова кој знае колку милиарди ги кошта. Кога се толку пари го игра, многу години треба да поминат. Буквално доларче по доларче се брои и многу поише време поминува. Стварно голема препорака да ги се гледа серијата и фан факт што дознав е дека стриповите што се наменети за оваа приказна се моментално многу барани и исто така и книгите. Ја не знаев дека има стрипови. Ја не знаев. А знаеш како би ми дошло? Многу сакам да има стрипови во универзумот на Game of Thrones, брат. Има многу.
Не знаев за тоа. Да. Има и од кажи House of Dragon има многу, као actually многу има. И исто така многу сакам да има стрипови од универзумот на Last of Us. Мислам дека има. Нема, сум барал. Или правеа. За Last of Us знам дека барав брат, стрипови и не најдов нешто тама. Не, фанмейт сигурно тоа не беше баш. Ти нели ми прати нешто дека прават? Еднаш одамна или За Last of Us? да. Не ми текам, треба одамна не сум проуглал. Треба да Нема уште, Ама треба да има брат. треба со све треба. У тој универзум барем стрип, знам дека Stranger Things има. Да. Хартија трпи све брат. Можеш да го напреш да е странен стрипот, поготово Last of Us оваквото, па Game of Thrones брат. Имаш змаеви брат да летат на стрип, ме разбираш? Ништо немам читано. Знам дека има многу, не знам дека има и за Night of the Seven Kingdoms стрипови. Побарувачката е голема, исто така и книгите многу ги бараат. Иако овие оригиналиви од 98-2003 тешко да се најдат, само ги купуваат таа целата што е всушност трите книги во една или Night of the Seven Kingdoms, како што се вика книгата. Што ме следно коментирање за актерската екипа за серијата God of War на Amazon. Серијата God of War официјално ги најде поголемиот дел од екипата кои што ќе глумат во самата серија. Ова серија едно време сакаше филм да биде, ама официјално Amazon рече дека ќе биде серија. И искрено мене многу ми се свија екипата. Освен тоа детето, пошто не знам, сакам да го видам како би бил во Атреус, како Атреус, али тој што ќе го глуми Кратос, дечкото од Sons of Anarchy, што не е најглавниот, ама е меѓу главните моторџи, прекрасно му стои улогата да биде Кратос, само изгледа ќе треба маце да избричи тоа главата, пошто Не ќе избричи брат, сигурно не може да е Кратос со коса брат. Не знам како ќе биде тоа, Кратос со коса. Јоха. Джим. No. Отидува директно у нордиската митологија, скокна грчката само ради популарноста. Мислам дека новите генерации нема сватат дека Кратос се порано спартанец, дека било таа митологија и други, затоа отидува на безбедна рута да отиде директно на нордиска митологија. Мене не ми се свиѓа. Гледај, знаеш што мене ми окей што како да ти кажам, не причава, помодерно е сега, по нординска митологија, по-модерна, некако и игрите која ги направи после третиот дел, па нели God of War 2018 кој искочи, на луѓето им беше многу чудно како се од спартанец, отиде у нординска митологија. Као стварно се знае како се десило тоа. Па ради тоа брат. Сега и идат на сейф као карта да видат како ќе се понаша публиката. Ако им е добра, ќе има и Регнарок, ја претпоставувам. И после тоа кога ќе снимат приквел ќе направат со овакво. Така да Логично. Не знам, стварно ми е маса чудно зашто никогаш не го објасня моментот како тоа Па не знаеле Кратос, ни па и тоа да. Како Кратос од Спарта отиде во момент. некој тропа. Вие од Red Bull мислам дека не треба да се појавувате на камера, пори мафне го сакаш. На камерче. Само рачето мафне го. Red Bull. Марко. Не, како да го наречеме? Жарко. Да не му кажуваме ни официјално име. Мравко Шарко. И тоа ме фати со држење вака. Не сме лайк, не. Сега Марче, сада. Докај стигнавме сега до God of War, иначе од Red Bull си дојдат да си земат нешто од некои ствари, не е битно. Вака многу ми се свиѓа глумецот за Тор, што мислам дека е погоден, баш како што треба у игрите. Значи, Раја Хурст, попознат по серијата Анархи, кај го глуми Кратос, Тереса Палмер кај го глуми Сив, Менди Патини кај го глуми Оден, што исто така супер.
Олафур Дари Ај. Олафур Дари Олафур Дари Олафасум. Не се види, че многу француски го кажав, ама нема везе. Ќе го глуми Тор, кој што е најпогледан на свет. Макс Паркер ќе го глуми Хаймдал. А као се викаше тој првиот Кратос што се тепа со него еден со плетенки на брадата, која му мава карпа врз глава, брат? The Stranger. Балдур, да. Па го немаме уште Балдур. Тој мора да е некој слаб со брада, Да. Не знам кој би бил Балдур, кој би бил добар Балдур. Ја знаеш кој би го ставил? Само да не е звона глупости, не знам, Тимоти Шалма и такви глупости да не става. Не бе. Овој што го глумеше Регнар Ловброк. Може. Тој би го ставил да има не голем за Балдор, има он голема улога, ама малце се појавува, ме разбираш? Поздрав до Радмила, он е омилениот глумец, ќе ме убие. Нема везе, ја Регнар го викам. Да, Регнар. Он е омилен глумец кој што го има видено уживо. Сорно? Во Италија на одмор го видела, ја го прича, на некоја вечера се седал, поминува Радмила со мужот и само вика Е него, леле, морам да се поздравам. Онака се скочи нато, и шо пре? Врти кругче, купува пиво да се одмори. Ова треба да го раскажам, нема везе. Купува пиво да се одмори и му се рака му вика здраво, сакам да ве поздравам, вие сте најдобар, све супер. И овој вика, фала ти, може да се сликаме едно друго. И тој е причал стил као могу да си најпознат актер на свет, пак си човек на крај на денот и да му придеш. Иначе секогаш му слаб со имиња, не се лутете. Тоа што не ги знаеме, тоа е, не. Тоа. Добро, Трави Силмел, ама не знам. Добро, Радмила за друг мислимо. Така да Радмила те раскажав прича за некој друг. Нема везе. Идеме следеќо, што вика. Еј, само извини. Дори сме кај God of War. Ама не, тоа после ќе го кажам. Сакав ја. Нема везе, дур сме кај муабетот за God of War. Најавени се 2 му доаѓа игри или 4 му доаѓа игри? 4. 4 му доаѓа со една више издадена. Sons of Sparta. Таа е 2D. Тоа се вика платформер или жанрот се вика Metroidvania. Metroidvania е платформер каде што секогаш кога умираш се враќаш на одредено место. Не е добра, искрено не е добра. Доста видеа гледав. Многу е лош арт стилот. Пробале нешто направиле. Уште кога ја најавија вечерта на State of Play, мислев дека ќе е бесплатна, одма пуштив PlayStation да ја земам. Видов 25 евра, ја као нема да ја купам, да не трошиме пари за џабе и добро е што не потрошив пари. Ама ги најавија и God of War Cats 2 и 3 ремейк или ремастер? Ремейк. Ремастери. Значи да се разбереме. Ремейк е правење играта од ново со причата од претходно. Да, освен ако не си ластовац, каде што не ја правиш од ново, само графиката е подобро. Добро, тие се ремастерд. Не, имаат и ремейк. Имаат ремейк? Има Кецот, има ремейк. Добро, а освен ако не си Naughty Dog? Да е така баче. Шо прават ремейк на игра стара 3 години? Да. Не, 3, ама не до 2013, ама немаше за потреба за ремейк. Кецот има ремейк, двугата само ремастер има. Наскоро сега ќе дојде кај да. Да. Ја би ги играл, ја ни Кец, ни двојка, ни тројка ги немам. Ја ги немам играно. Така да, не знам дали ќе ги играм, дека знаеш шо, пробав да играм тројката, не ми идеше. Ќе ги следеше. Не ми идеше, не знам зашто, не можев да играм. На PlayStation предпота ги имаш HD верзиите, односно не се ремастер, ама се некоја HD верзија само маце подобрени. God of War сум го кажал тоа 2018, пробав два пати да играм, не ми идеше. Значи очигледно мене не е за мој вкус. Да бе, да. Ми се свига причата, топ графика, супер све, браво, алал да име,
ама нешто овде дали у комбатот, дали нешто не Чудна, не. не ми се свија, не знам. Вчера баш гледав едно видео, на YouTube еден дечко ги изигрува сите Game of the Year и ги рангира као која е најдобра и дали заслужува Game of the Year и God of War ја слај најдоле као, не, предпоследно место ја стави и со незаслужено Game of the Year. А која беше последна? 2018. А која беше последна? Dragon Age Inquisition. Не јас. Тоа се игри слични како односно во светот на Dragon Age ама се како D&D нешто, односно како Baldur's Gate. Такви игри не можам јас да ги играм. Многу ми се Нема везе, напорни, тешки. Астробот според мен не е за Game of the Year, Астробот. Мислам дека не рангираше ни он. Но не, мислам, окей, ама таа досадна година беше. Убава е играта. Да. Значи, топ е играта. И Takes Two, заслужено, скроз Game of the Year, I love it. И ја ми се фабе што е ова, ама кога ја играв онде ја играв. На оној телевизор. На оној телевизор, не. Не, Таму кај? е телевизорот негде. Ај не знам. Ама у джакузито бев овде и играта е топ. Што најако следната игра на нив, на истото студио, Split Fiction е уште подобро од тите исти. Ама и A Way Out е од нив, ја не сум знал тоа. Да, И тоа е и исто као Prison Break. А прва игра им е Brothers of A Tale of Two Sons. Таа им е првата таква игра која што доминираше у кооп светот и таа е многу добра. Значи очигледно за луѓето си Да, знаат знаат што прават. Шо A Way Out малку е чудничка. Многу е поразлично од сите овие други три игри, ама добар Prison Break е. Има добар, како се тоа, на крај кога се дешава твист. Како имам каза твист? Пресврт. Има добар пресврт на крај. Не знам какви ќе бидат ремейковиве. И ремейкови прават за таа игра? Не, за God of War. За God, добро. Не знам за God of War какви ќе бидат ремейковите. Ќе видиме. Мислам дека само ќе се поправат онака убаво графички да бидат, ама одлучив дека нема да ги играм HD верзиите. Ќе ги чекам ремейковите да ги играм. А Sons of Sparta комотно може да искокнете и не мора на YouTube да ја гледате, пошто Не бе, ама гледа меѓу време. Кога гледаш има многу God of War и игри што се пример само за PS Vita или за PSP. Да. Значи оваа ќе биде нешто така што комотно ќе можеш да рипнеш без никаков. Не, више излезената. Да, па тоа можеш да рипнеш без да ти влече некоја прича нешто. Комотно може да рипнеш, драг наш гледачу. Да. Софи Тарнер како Лара Крофт. Том Райдер филм. Ај ти кажи прво пошто. Гледај, не, вака сега. Лара Крофт. Анджелина Джоли беше првата и она е OG. Последната. Значи, она е скроз алалда е као ја добите и баш ја долови Лара Крофт што ја знаеме по од игрите. Со цицина, ова не мислам. Втора работа. Девојката што беше после неа? Никој не ја знае таа. Нема. Не знам, до ден денес немам гледано филмот ништо. Филмот го гледав. Да. И има искочено нели уште 3 игри као трилогија. И тој филм глумицата многу се вклопува со ликот од тој филм и од тие игри и баш е така како што е во игрите, така и е во филмот. Значи она е неук, не знае као да се тепа, паѓа се наоѓа баш со лаки стрела као што е во играта, као што е во филмот и све и ми се сијаше што ги споја така. Софи Тарнер, колку што знам јас, треба да искочи уште една Том Райдер игра. Треба да искочи ремейк на Кецот и уште една игра што ќе засемна, така? Том Райдер Legacy мислам дека се викаше. И ја мислам дека таа игра ќе ја врзат со филмот на Софи Тарнер, што
ликот на Лара Крофт во играта ќе потсеќа на Софи Тарнер. Вака. Така да не сум нешто хајпнат за неа. Може да искочи добро, може да е лошо. Ќе видиме како ќе искочи, па не знам. Океј, според мене вака со ночери како што гледав, океј. Вака, Лара Крофт, Анджелина Джоли е инспирација од двојката, тројката игрите, старите, кога е малце по црно со хеланки со се. Новата, таа што никој не ја памти, е од Том Райдер игрите, по-новите, тие најдобрите. Софи Тарнер ќе биде првиот дел, мислам, Origin Story, и може ќе се врзе со играта, пошто излезе едно видевце, ќе опуштиме, нема везе тука, кога е така малце по-облечена во суд, што се појава малце кога е за грабеж и за останати чуда. Па не знам дали стои сега гледајќи го видеово. Не знам Мене, дали стои. лично- На ова поише би и стоело нешто како Hunger Games, брат. Знаеш ли на кој ме потсеќа Софи Тарнер во оваа улога? Ме потсеќа на Јелена Болова во Марвел. И буквално е облечена како Black Widow. И стварно мене ми е една од најлошите избори за актер што треба да глуми таква хероина, пошто Том Райдер е, брат, хероиниште, значи инспирација за жени, за девојки, да би најака едноставно. Ова ми е ајде ќе туриме како го стил. На сликава е топ со Не, на сликата е топ. очарите, со све. Не, знаеш како Топ. знаеш што ми викала? Керка е на тој и затоа е пикнале во фирма. Буквално тоа ми е инспирацијата за Софи Тарнер, така да големи се шансите да го скокнам филмов и да не го гледам, пошто ми е тотално рандом. Не, Да, се префрлува маца повише на гейминг дел. Се одржа PlayStation State of Play 2026 кој што траеше требаше да биде 60 минути, ама мислам дека беше на крај некои си 80 минути, што е многу сериозно. И прикажа еден тон нови игри, ама и еден тон игри кои што веќе ќе беа најавени, само геймплей. Што се многу одвоив само неколку да коментираме. Не, да, God of War беше првата, управо се. ова го немам гледано, мора. Castlevania, една од најдобрите франшизи некогаш направени, што ти спомнав, нели, God of War, Metroidvania. Всушност Metroidvania е спој од Castlevania и Metroid игрите и се вика Metroidvania. Аха. Castlevania се игрите кои што го започна овој стил на игри, платформери со брзи тепања, со чуда брагови, со се останато. Castlevania е една од најдобрите приказни некогаш направени, каде што се појавува Дракула, каде што вие сте, мислам, зависи од играта, некогаш сте лош, некогаш сте добар. Castlevania почна вака платформерски, после се направија во 3D игри. Мене 3D-то ми се поинтересни, иако Castlevania годинава сави 40 години и уште прават, и е една од најдобрите хардови некогаш направени во игри. Брат, тоа И е движење во неа е добро. Ја знаеш што, ја најискрено Белмонт Скрс. Не е Бахамут. Ако би земал кажи го Handheld, ја Handheld само би играл би земал за платформери, брат. На Handheld некако многу поише ми идат платформери да играм, него ли сериозни игри. Да. Како ова, како Prince of Persia. Да. Една од најпознатите вакви игри што доминира, мислам до денес доминира, се вика Dead Cells. Dead Cells дури направија и соработка со Castlevania едно време. И Castlevania рекоа, аха, супер ви е стилот, дај да направиме и наша игра како ова. И знам дека голем дел од тимот кој што има работено на Dead Cells има работено на оваа игра, и Belmont's Curse е една од најдобрите игри што беа прикажани на State of Play, и поради таа причина ќе продолжиме со можеби мене оваа ми беше најомилена, Кена 2 или Кена Scars of Cosmora. Знаеш што е проблемот со Кена? Ја имам Can't live to live without you. Ја имам ја на PlayStation Plus
да си ја земам, некако се ми бега, брат. Да и играва очигледно и интересна. Добра е за првиот дел. Не знам че има втор дел, сигурно е добра. Така да Кена. ќе ја играм кога ќе изиграм првиот дел. Кена беше меѓу игрите со кои што излезе на PlayStation 5 и мене така ми бегаше едно добри 3 години, може би 4, 3-4 години. Многу ми бегаше, мислев дека е детска игра, дека нема врска, дека е глупоштија, дека Астробот, ама за уште по деца. И реков као, ајде да почнам да ја играм Кена. Да ја дадеш фора? Да ја дадам шанса и да ја дадам фора и сватив дека апсолутно вредево што ја дадам фора. Една од најубавите направени игри, окей прича, не е толку битна причата колку што е све како изгледа. Многу линеарна, за првиот дел зборам, многу линеарна, каде што цело време е движење низ приказната, па после надградување се до самиот крај кога си најак и ако ја почнеш на New Game Plus си најак. Една од ретките игри каде што и бркав платинум, но ја оставив, буквално ја прекинав на последниот трофеј, пошто не знам дали нешто ми се зајава, дали ми се глична, дали требаше нешто многу долго што требаше да го играм и бев као нека стои, не бркам платинум, но една од најубавите игри некој што сум ги играл и видел. Хептиките на контролерот се прекрасни, буквално се на Астробот ниво, нели она малце ако задржиш, Да. пукаш ако стиснеш појако справа други напади. Двојкава, например, е, боже сачувај, не знам како може да биде 200 пати подобра и од првиот дел. Гледаме дека алхемија малце повише има во Scars of Cosmora. Не знаевме дека, мислам дека не знаевме дека се вика Козмора всушност светот кај што се случува Кена, може би знаевме, само не можам да се сетам пошто одамна играв. Гледам дека малце повише ја прават, не е open world, ама сака ја прошируваат малце пошто Не, гледај, реално гледано и Last of Us не е open world, да, ама нема толку ама па можеш да влезеш у зграда, да се Да, качиш да. горе, па изгледа и ова ќе биде нешто. Така да, е. во Last of Us имаш само 2 пати јавање коњ, овде гледаш малце има повише јавање. Ама не, тоа окей, него друг ми беше муабетот. Јас од игри најмногу open world можам да играм као Last of Us. Толку да е open Добро, world. пак е линарна тоа. Не можам ја Не, open open world. world е да отидеш ако сакаш и Знам од што аеродром е. до Ѓорче, од Ѓорче да се вратиш Се- у аеродром и после да се Па продолжи. тоа ми смета, ја истиот Да. проблем го имам као гораз што Да, да. сакам секој ќоше да го видам, да го и ќе се заакам брат, ја негде заборам скроз на мисијата што ми било и како и после кога ќе идам кај треба да идам, викам батали. Така да ќе играм. Кена е за тебе дефинитивно. Знам дека и Горас ја сака, че ми сака Горас и дека ја сакаш. Двојка гледаш малце поише ставаат трчање, поише алхемија ставаат и го кршат стапот да Кена. Мислам дека ќе има досадна прича во стил као тоа на почеток што ја тепаше сигурно ќе биде нешто сестра и мајка и нешто тој стил, одам се сваќа, ама не ја играш Кена ради причата, ја играш ради убавината што ја дава Кена и 2026 мислам дека гошна? Но појма немам. брат. Вајде, мислам дека 2026 не, 27. Не, 26. Следна игра која Ова, брат, кога видов дека ја најавиле, кога видов геймплей, брат. Дали значи нема бе, брат. се уште не е официјално како ќе се вика, ама е John Wick The Game. Ќе се вика нешто John Wick нешто. Мора да е Џон Вик, брат. Не. сакам Џон да кажам- Вик е Не сакам да кажам John Wick, ама не знам, Redemption, така The Tales of нешто, Two пример. Sons. Да, of the Brothers of the Sisters of the Sons. Уште кога беше Кројачев, одма се гледаше дека е John Wick. И кога почнала усенкава, се гледаше дека ќе биде Keanu Reeves. Викаш ке бидам? Да, бе, он. Да, не, на крај се појава. Ама и движењата му Не, се на- баш као на на- играта, брат. Баш као на филмот. Да.
И тоа ми е многу јако што е доловено. Се појава на крај, му се појава фацата. Ова му е, мислам дека официјално му е втора игра кај што се појава Кијану како Да. неговиот лик е дело. Ама прва игра каде што ќе играш уствари со Кијану Ривз изгледа. Изгледа ќе играш со Кијану Ривз. Па, Може да го направи да играш со некој друг, со балерина. Да, и дојде Џон Двик те тепа. Не, и играва дефинитивно ќе играм дека видја како изгледа брат. Ова се све синематици, после Да. има геймплей малце. Добро изгледа, мислам, добро изгледа, фантастично изгледа, сакам да кажам, геймплејот сакам малце поише да видам, малку ми дава инспирација дека ќе видя како на Сифу, што е исто добар геймплей. Тоа е прљаво од некој што треба да се зачисти Не, тоа. ја не, добро, ти бори. Треба да биде како Сифу геймплејот и Еве го бе, види го. многу поише ме потсеќа на млад Нео од Матрикс него. Не се знае. Е. Па добро Сега изгледа. што е бе. работата? Ова се многу во близина. Не знам дали ќе има момент, многу ме плаши дека ќе биде поише стелт и после кога ќе дојде кога ќе му се приближиш тука го маваш, го рокаш, ама с Кијану Ривз Може да ми се свиѓа тоа мене, знаеш? Ја ги сакам тие што се стелт и игри да. Само секунди, извини, by the way, моментов кога снимаме, нашите пријатели подкастери, Байкерот и Кросфитро, ја издава својата 200-та епизода, така да ги поздравиме на снимање, а после преминуваме со Metal Gear Solid Master Collection Volume 2, Volume 2, ги прават ремастер, не знам што прават, ремастер на четворката и првиот дел од петката. Многу ми е криво зашто не направат се уште за Metal Gear Solid Revengeance. Таа е убедливо една од најдобрите игри, пошто во играта брат цело време е акција, цело време е тепање, пукање, млатење со роботи, со чуда, со врагови. И ако си скриен под некој зидче, ќе ти излезе една коцка и ти пише стисни на пример, не знам, триаголник. Ако стиснеш триаголник, му се отвара шлемот и пали цигарче, братот. А позади експлозии, куршуми, Да, тоа муршуми. беше тоа и истото со која ја играв ја Фантом. Да, да, и у таа има, ама Не, тоа има со кокошка брат на глава една ставаш. има све има, значи Значи Коджима све прави, значи Коджима И таа беше open world, мислам. И Да, малце да. ми беше така. Таа е па тоа е не може, тоа е само ако можеш такви игри да имаш. Не, окей ми беше, ама не знам. И исто да спомнем Ghost of Yotei Legends, ова не го свеќам. Мултиплеер гейм. Пак, Legends го имаше и првиот дел, Ghost of Tsushima. Legends беше мултиплеер, кај што може да се соберете екипа од четворица и да се тепате против многу јаки и многу тешки патиња. И иако мене не ми се свиѓа мултиплеерот, сепак има многу добри работи, ама тоа што ми се свиѓа е Resident Evil motherfucking 9. ова како го чекам, бро. Resident Evil 9 или позната како Resident Evil Requiem која што излегува утре од кога излегува епизодава. Ова како го чекам, луѓе. Епизодава искача у четврток, ова излегува у петок. Утре. Ова е нешто не знам, као поготово ја дека двојката ја изиграв сега, четворката претходна. Чи не све знам од ова брат, као да ти кажам, он се враќа у Raccoon City, така? Да. Значи као да врв, поготово со него и не знаев дека он уствари у шеската глуми? Да. Ама шеската викате е едно од најлошите Resident Evil. Да. Resident Evil 9 е Requiem. Сакаш да кажеш дека и FPS ќе можеш да играш? Па мислам дека разликата е со тоа што со женската играч у FPS, со овој ќе играш у third person. Женската е керката која што се појавува во осмицата, односно седмицата ја бараш, у осмицата се појавува и у деветка го продолжува. Чекај, Керката на тој што го играш у седмица и осмица.
Ова не е девојката од овакво од вториот дел? Не, сега ти кажам. Девојчето? Не. Се појавува девојчето у трейлеров. Рачето му го гледаш и она ќе се врати. Таа се вика Шейди. Не знам така. како се викаше, добро? Ова е керката на човекот кој што го играш во седмицата и осмицата, кој што се ФПС и каде што всушност не му ја гледаш никогаш фацата. Има момент на крајот од осмицата, мислам дека беше, кога можеш да излезеш у фотомод и да му ја видиш фацата на кој е ликот, ама затемнета му е. Размислиле девелоперите на тоа. Како да се вика кирката, сака да најде што е со вирусот. Полициската станица. Да. И се враќа Леон Кенеди. Ја мислам дека нема да играм од почеток, пошто ќе немам пари да се купам. Прво ќе гледам малце на YouTube, за да продолжам да некогаш да играм. Иначе да, меѓу време пуштија и игран трейлер кој што Кој е мадарфакерски, брат. мадафакерски и очигледно имале капко малце вишок пари да го направат. Ама и како што добре, треба. промоција за играта, ова е, Да. значи не зафркавај. Топ. Да, иначе во играта Лион е заразен. Моја претпоставка е дека он ќе биде последниот што ќе треба да го убиеш. Пошто тоа ќе биде твистот. Пошто е заразен дечкото. Да, ама тоа е он заразен уште у четвртиот Да, дел. У четвртиот го заразуваат. Да. Со таму, со не знам што. Ја пробав, си пуштив најискрено да разберам што е причата у Resident Evil, да ми се објасни убаво. Така. Брат, ништо не сватив, Причата е дека Милан Кунис глуми у филмовите. Мила Кунис? Да. Не бе мислиш на Мила Јововиќ. И Мила, да, извини, Јововиќ. Она е усите она. Сите, да. Знаеш дека и филмовите ги немам гледано, првиот дел мислам Не, да го нема гледам. шанса да не ми се гледа. Resident Evil Village ја дава сега, ја имаше на PlayStation Да, Plus. беше осмицата. Таа е осмицата? Да, Biohazard е седмица, Village е осмица. Аха. Таа е FPS. Седмици и осмица се ФПС. Кој играш Да. со таткото на оваа со плавата, со сивата коса. Кој што не знаеме никако личи, пошто никогаш не го прикажуваат, ама тие хубаво добри причи има. Дека испаѓа дека нешто маце можеби е сон, можеби не е, ама испаѓа дека не е, пошто ова доаѓа сон мазди. Многу јако што не знаеш што е прича, као пуштија 200 трейлери, ама сите трейлери беа као Лион се враќа. Така, ама И- добро, Леон се враќа у Raccoon City, тоа гледам. Да. Значи баш ќе биде дали Не бе, ќе доминира. дали ќе ти помогне, знаеш што мислев ја, што ми текна сега, дали ќе ти помогне знаењето од двојката за некои патчиња, за некои шорткатови што ги знаеш, дали ќе ти помогне за у деветкава? А сигурно ќе има такви работи. Такви работи сигурно ќе има, само дали ќе останат, пошто генерално све голем дел е срушено уринатени се, ама првите видеа на YouTube знаеш што ќе бидат споредбите. Така. Тука ќе биде, тука е вакво, тука вака беше, тука така беше. Па више ги има, брат. За Леон Да, колку да. влага у полициската, како е, Да, бе, да, ама А иначе девојката што ја убива оваа мајкава се и таа е од двојката. да. На Леон му е нешто, он е Брат, заљубен у неа. Брат, Не, он е као заљубен у неа, така да Evil. Со увесат. А не. значи Resident Evil. Значи, топ, ова ќе мислам се дека игра, оваа ќе леле биде- ова на све искача бе. Да, да. Иначе играва, мислам дека ќе биде последна од оваа франшиза Resident Evil. Мислам дека со оваа ќе завршат. И сигурно после ќе прават нови Resident Evil или само ќе Не, биде гледај, у некој друг алтернативен Ја универз. сваќам сврхата на 9 игри што не се поврзани една со друга, брат. Поврзани се, ама не, поврзани се, ама едната се случува во Вашингтон, другата се случува во Сијатл. И у Америка се случуваат само други градови. Готово, тоа не го сватам. Да, и има една у Африка што се случува, ама тоа не е битно. Има поврзано зашто се случува во Африка.
Сарос. Ова не огледав. Сарос ти е од истото студио кој што правеше Returnal. Студиото се вика Housemarque. Ова знам дека Горас многу го чека и многу ја сака играва. А јас сум извршниот директор на Housemarque, правев интервју кое што треба да излезе некогаш. Пошто не сум седнал. И со женава, да. кажи ја како се викаше? И со Кейт Едвардс правев Ето интервју. така. Не сум седнал, не можам да ги седнам да ги правам. Сарос е Returnal, но многу подобра и поинтересна од Returnal, пошто ова студио многу си ја слуша заедницата и луѓето кои што ги играат игрите и ја прават играта да е уште подобра. У Returnal генерално си сам. Чекај, ова е како втордал или нема? Не, ова се посебен универзум е ова. Знаеш дека таа се токмам да играм и ни Нема таа не, таа нема да се свија. све ми Таа е многу тешка, нема да се свија. се ми бега некако. Јас ја оставив после пола сат, пошто ми беше многу тешка и таа знаеш што е, треба да отидеш, па да се вратиш, па уште еднаш да се отидеш, па back and forth е многу. Мислам и оваа ќе биде таква, истиот концепт, само овде малце поише имаш богови, малце поише друг универзум и поише луѓе имаш овде. Returnal можеби сакам да ја почнам од нова, ама да ја ставам на најниско difficulty, за да не ми биде тешко да играм, пошто е стварно многу тешка, многу доџање, многу мислење со што да пукаш, како да пукаш и сите тие работи, а Сарос со сигурност нема да играм од почеток, иако ми се многу свија и ќе гледам на YouTube, бидејќи не ми се свијаше Returnal и не би можел да се мачам пак со вакви тешки игри, но стварно препорачувам да се игра, бидејќи ако ви се допаѓа Returnal, ова ќе биде како 10 пати подобра, бидејќи Housemarque си ја слуша заедницата и знаат што прават. Ајде, следната. Значи, вака сега, за следната игра. Alan Wake кецот ја играв топ игра. Така е. Контрол кецот се трампав со еден дечко, му ја дав Death Stranding, ми ја дае контрол кецот тамо метална опаковка. Абе стил ке се вика тоа. Супер беше и таа игра. Alan Wake двојката супер топ и контрол, како се вика? Резонант. Ја ќе се викам контрол двојката. Ова се вика Резонант, истиот универзум, само друг карактер. Кога го најавија трейлерот и малце геймплей, тоа личеше ненормално добро. Ова ќе се игра, бра. Овој трейлер, мајко мила. Знаеш како ќе само да не е онаква Souls. Нема да е толку, ќе биде Nier Automata. Стил, Nier Automata се исто многу тешки игри за играње, ама многу акција имаш у нив. Разликата у Souls игри и вакви игри е што можеш си смалиш difficulty, така да ако ти е тешко само ќе си смалиш difficulty. Да, ама не ќе го играм, а види како личи, бра. Ама ова не да ќе се игра, пошто има моменти на Nier Automata, тоа нема да се свиѓа, тоа многу јапонско е, ама тоа е многу лудница игра. Ова уствари чекам малце. Контрол кецот си цело време си у зградата. Да. А ова си више на улица си искочен, очигледно. Виж што се дешава, се ти е превртено, бе, брат. Не, сам се вртиш, мислам од... Аха. Како да ти кажам? Можеш да се вртиш сам? Да. Добро. Сега не знам дали ќе може сите, дали ќе може одредени, ама еве например, нема да отиде на другиот зид, ама преска ако си овде и имаш зид тука, ако скокнеш на овој зид, вака ќе се сврти. Као коцка. Nier Automata, Final Fantasy новите ремейкови малце дава вајбови. Многу е брзо, многу е убаво, многу гледаш скокови, грампли, хукови, кукна све што има. Многу ќе биде хекен снеш, само сакам да нема многу, брат. Чеканов што го вади Батево е. Не, тоа сакам да кажам, не сакам да има многу наоѓање работи, например, да има 200 чекане, да има 200 мечови, па да гледаш кој е подобро. Не, сакам да има само чекано, да го има мечот и да го апгрейднувам, кога ќе левелирам. Не сакам да има многу RPG момент, каде што ќе барам
300 чура, у трейлеров не се појавува ништо такво, што многу ми ветува дека ќе биде тоа. Ама види, значи моментот 360 направи од една зграда на уште малце. Ево овој момент. Значи скока, опа, 360 ја сврт. Не, мислам дека ова ќе ги изгори сите PlayStation, колку е графички захтевно. Игра. Значи види го бе брат, на што личи. Многу е добро. Тоа ми се свиѓа што има многу крв, што има многу Ама коцка ти е, и градот ти е коцка, човече. Гледаш? Да, не, добро, така беше улицата, ама Гледа, све е базирано на коцка. Црк прафагол, вака е. Да. Не знам што е причава, ама знам дека ова ќе го играм, мислам ќе губија на игра и све е тоа исто. Тоа е универзумот, да, само да некој дали ќе има нешто од кецот. Да. Резонанка. Камен 2026. И за крај ја одвоив една од па можеби најукатните игри кои што некогаш излегува од Кина. Со петлето? Петлето. Девелопери се Krafton, луѓето кои што се издавачи на PUBG. Кина моментално доминира на гейминг светот и кога го почна ова со срцево, со ова, мислам дека ќе е нешто тешко ѓуриште. И гледаше според книги, мислам дека е некоја кинеска митологија нешто. Поздрав до Пагода, кој што они си нека ни објаснат малце што е со петелов. Да, што е со петледо. Оваа И ако претпоставам е кокошка, што правиш со јајцата? Да. Што дошло прво? Оваа претпоставам дека е некоја богиња на земјата, на нешто едно друго. Што е јако играва? Играш како петле, ама ти си воен петел, каде што петел мадафака. се изфлукав, каде што правиш рушум на сите страни или во превод Divinity стил на игра. Divinity стил игра е кога ти си императорот и се бориш против 10.000 души наеднаш. Иво Петелов, каков е бе, Значи, брат? ова е Значи, ова е Петел бе. Овој петел кога Ова е Петел кукушката. криво моментов, значи паја и све рушум прави. Се уште на кинески игри, не ми се допаѓа оној виншун или како се вика стил што го фураат, фенг шуи стил што го фураат. Ова пак по не ми е толку кинеско. Ова со сигурност ќе го играм, само што ме плаши дека многу моменти ќе има, односно дека малце моменти ќе има кога ќе се бориш со армии и повеќе ќе биде вакви тешки бос фајтови. Souls-like ќе биде, мислам делумно Souls-like, ама со вакви моменти кога ќе му се качи петелот, што направил петелот на мајмунот, му се качил и го здробил. Ама ја имаш ваков момент кога им го charge и скока петлео. Не, брат, тоа изгледа многу отидено, брат. Ја те предлагам да ги играш Divinity. Не Divinity, Warrior Dynasty игрите да ги играш, вајда така се вика. Ќе ти ги пишам, после пуштам. Тие таму се такви не за тебе, само рушум да правиш, само да стискаш и да Па тебе. тоа е бе, брат, коцка и све партал да правам. Project, многу ми јако кинезите секој се викаат Project. Ова не знам дали имаше дата, мислам дека исто 2026, ама не сум сигурен, или немаше дата. Нема дата, ова може да го видиме и за 2-3 години. Имаше доста игри, Прагмата например малце поише покажа, ама тоа не е. И тоа е тоа, нешто друго аха да додадеме, што имаме да додадеме. Да, јас периодов после не знам колку месеци си ја купив Game of the Year Clair Obscure Expedition 33. Ја купив одма после најавата дека тимот на Clair Obscure Expedition 33 беше најавено дека го добиле францускиот медал за уметност и литература од Министерството за култура на Франција. Тоа до сега се има десено само еднаш претходно, ова има втор пат. Прв пат се има десено кога креаторите на Реймен го имаат добиено тој медал. Тој медал се доделува еднаш годишно на
човек или на тим кој што за Франција има највише допринесено во културата. Може би Министерство за култура нас ќе ни дадат годинава ради нашиот подкаст. Не знам, не се дава технички кај нас тоа, ама се даваат други награди, не знам, 11 октомври едно друго, небитно. Целиот тим кој што се состои, не знам од колку души, ама не е многу голем тим, го добија медалот и реков, окей, значи, знам дека играта е прекрасна, дека е ремек дело, дека е све. Долго време имав одбивност дека има turn-based strategy combat, тоа turn-based значи еден по друг идете. Односно како ќе ти се погоди дали ќе бидеш прво ти, дали ќе бидат непријателите, небитно. И реков, окей, колку е? Ја видов дека на попуст негде 25 евра, морав да купам. Ја неам играно премногу, имам издирано само некои си 15 сати и моментално чекам да го завршиме снимањето, да одам дома да играм. Одамна не ми се случило момент. Едва да чекаш да... Едва да чекам да си отидам од работа или од негде за да можам да играм, иако не ја играм премногу, ја играм по максимум 1 сат. Ја у моментов ја играм Alone in the Dark. Убраво. Добра е играта, неам ја што викаш, неам нешто многу изиграно, мада и знам нешто не е ни нешто голема, Не. така да ништо чудно да сум негде до пола, малце ми беше чудна на почетокот, ама полека се навикнувам, тоа ми е нормално за секоја игра. Дека знаеш што е лошото, ја право се пребацив од Resident Evil 2 на Alone in the Dark, не си направив ден, 2, 3, 5 пауза за да заборавам као беше, малце тука ми е оваквото. Интересна е играта, не викам дека е поише као ти си као детектив си, треба да го откриваш ствари и многу има загадки што мене не ми се свиѓа тоа. Си барам све што ми треба, немам време јас сега да идам и да барам кодови за сефови, за глупости, тоа се си наоѓам на интернет, што ми треба поозбилно. И Resident Evil, брат, ке најдам сеф, ке пишам кодот е чао пријатно. Не можам сега да... Ја разбирам кога јас сум бил дете, кога немало ни интернет, ни ништо, па да идеш да бараш, па вака, па така, па ова, па на тоа, све ми е јасно дека тогаш било и поише време се играло и се, ама сега поред тоа интернет што имам, ја да идам да барам кодови, брат, за сефови, не планирам. Супер е играта, малце ми е чудна, не знам како ќе заврши и не знам што да почнам после ова, значи зима ми пројде со хорор игри, брат, од први ми почна со Alan Wake, двојката, Алан, разбуди се, Алан. па Алан. Silent Hill двојката, па сакав Until Dawn да ја почнам да играм, ја симнав Until Dawn, сватив дека игране седиш со контролерот овака и едно време си задремал, па се будиш, па гледаш X дека треба стиснеш, па стискаш X. Не може да ги оѓати. И ја избришав одма и сакав да видам дали работи уствари PlayStation UK акаунт да плаќаш со македонска картица. И Resident Evil 2 и имав некои 5 фунти на wallet, а оваа беше нешто 7 да кажеме за фунти. И ја купив и сватив дека уствари тие 2 као фунти ми ги дека можеш да плаќаш со картица, така да се исплатеше Game Dev Ref. Бидејќи ние ќе ја лупаме клапата кај да. Кај да ќе лупаме клапа, добра епизода, ми се свиѓа што вака така малце што е ова. Ми се свиѓа што ја истеравме со сценариово. Ништо екипо, тоа е тоа од нас за неделава. Може да поздравувам. Може, Марио, слободно ја имаш таа чест и ја ги најавив ти да ги одјавиш. Ти да ги одјавиш, нашите пријатели, нашите блиски другари, нашите сопатници, нашите сограѓани и се со. Сам заблагодарам на B42 кој што повторно го обезбеди овој прекрасен простор каде што преска се видовме со Павлина и си направивме high five.
ако сакате и вие да си го обезбедите просторот за вашите настани или нешто што би сакале, контактирајте ги BH32, специфично Павлина ќе ви одговори. What the Stack конференцијата се одржува при крај на годинава. Картите се више пуштени во продажба, 50 евра карта за секого, нема VIP, нема ништо посебно, сите сме еднакви како за се. Сам се заблудира на Bento Blooms Cakes, кој што више оваа трета сезона не нахранува потајно зад камерите со убави мали бенто тортички кои што се за од 20 до 4 луѓе, кои што можете и вие да ги нарачате со скенирање на QR кодот кој што се појавува од вашата лева и десна страна и ве молам нарачувајте ги од 3 до 4 денови за да може да се припремат, немојте здраво ми треба торта со Бетмен, сакам да ми ја направиш за до после. Само се благодарам на Goblin Games, најголемата и најубавата и најдобрата продавница за друштвени игри, која што годинава слави 25 години или четвртина век, каде што цела година ќе биде во Goblin Vibe, ќе има сигурно многу попусти, многу награди, ние сигурно ќе даваме нешто, мислам не ни кажале уште, ама ќе даваме нешто. Видовме потајни едни многу добри дизајни од Дамјан Михаилов, кои што не може да ги објавиме се уште, ама дечкото е цар. Сам се благодара на Fat Kitchen кој што ни ја приготви оваа прекрасна храна, специфично мене ми приготви Fat Pork во тортилја кој што беше предобар и не го фрли. Многу ги му направи King Angusче. Мислам дека последен викенд е да го пробате специјалитетот кој што е во колаборација со маслина, се вика Fat Meatballs. Може да најдете нели во Fat Kitchen има маслина, доаѓа со многу добро пивце, иако тус нема иако, доаѓа со не бе има комбинација со пиво и со помфрит или само сендвичот? Не, и со помфриче, пошто доаѓа маце со повише пармезанче од озгора. Само се заблагодарам на Red Bull Македонија кои што не напиваат со Red Bull и даваат крилја, кои што се многу зверки, прејаска едно раче тука се појави Марко Джуниор. Марко Джуниор, пошто има 16 марковци таму на екипа. Марко Джуниор 2. И сакам да ве поканам официјално следнава недела, односно следниот вторник на 3.3 на Grand Opening на Портал, иако мислам дека на 3.3 нема е за сите, ама официјално на 3.3 ќе биде нема сечење лента, ама ако да знаете кај е со еден Google search на Maps, ќе да знаете ќе се дојдете на 3.3. Ние ќе бидеме таму, мислам, така да. Не само што ќе бидеме, еве спойлер, издаја ја ќе бидам водител на настанот, на отварање. Ќе биде многу интересно и ајде доставиш. И тоа е тоа. Клапа, чао и од мене, дечки се гледаме следна недела. Чекај. Ете таката. Значи, ова стварно преска за лаптопов беше